Почнавме да ги подзабораваме локалните избори. Поминаа скоро 3 недели од крајот на вториот изборен круг. Но да не ги заборавиме целосно, се трудат многуте изналепени плакати по скопските улици. Кога ќе ги отстранат? Партиите лесно организираат лепачи на плакати, а тешко одлепувачи, иако тоа е предвидено и со изборниот законник. Многу од плакатите се залепени на недозволени места, односно каде ќе им текнело, и сега веќе го нагрдуваат просторот, особено ако се полуодлепени, висат или се искинати. Сите кандидати кои ги има по таквите плакати ветуваат чисто Скопје. Еве им прилика да го покажат тоа на дело. Досега ретко кој по многуте изборни циклуси си подзачистувал позади себе. Ама па нели ветуваа дека сега работите ќе се сменат на подобро. А и не е убаво да ги гледаме по улиците оние кои изгубија на изборите, а другите пак доволно е што ќе ги гледаме по медиумите. Нивото на реката Вардар во Скопје е прилично зголемено. Впрочем, и неколкуте негови притоки кои се над главниот град се со полни речни корита. Се е тоа поради обилните врнежи од дожд. На некои мерни места водостојот е речиси неколку пати над просечните вредности за месец ноември. Најголем пораст е забележан на реката Треска кај Македонски Брод, каде водостојот е 90 сантиметри над нормалната кота. Денеска дождот стивна, но се најавуваат нови врнежи следните денови. Значи можни се и излевања на реките. Од ЦУК велат дека коритата редовно се чистат и нема опасност од поплави. Сепак треба поголема будност и активирање на повеќе институции околу ова. Пред некој ден новиот градоначалник на Скопје го подзачисти Вардар во централниот дел од градот. Потребно е да се стори тоа и на други места. Иако и самиот Вардар, виде не виде, сам си подзачисти откако надојде. СДСМ денеска е обвини владата дека не знае да организира ниту на едноставна мерка ваучери за електронски уреди за студентите од првиот циклус на студии. Партијата на Филипче праша и дали се направени и намерни злоупотреби. Тие не се убедени дека мерката е добра, затоа што по интернет почнаа да кружат огласи со продажба на електронски уреди. На ова веднаш одговори премиерот Христијан Мицкоски дека студентите што добиле ваучери, дури и да ги препродале, тие не би можеле да бидат искористени од купувачите, бидејќи се врзани со лични податоци. Воедно премиерот истакна задоволство што акцијата на владата имала исклучително добар одзив. Заклучно со вчера, 27.000 студенти ги подигнаа ваучерите во вредност од 15.300 денари. Како ќе се користат, тоа оставаме на совеста на тие кои ги користат. Ние како влада го ветивме овој проект и го испорачуваме, потенцираше премиерот Мицкоски. Во рамките на институционалната презентација на Скопје, Европска престолнина на културата 2028, денеска во Брисел министрите за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и за култура и туризам Зоран Љутков и скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски ќе се сретнат со еврокомесарот за меѓугенерацијска правичност, млади, култура и спорт Глен Микалев. Покрај тоа, Љутков и Ѓорѓиевски ќе имаат средба и со генералната директорка на Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура при Европската комисија Пија Аренкилде Хансен. ТАВ Македонија донираше современа медицинска опрема на детската клиника во Козле. Целта на оваа донација е да се поддржи персоналот на оваа државна медицинска установа во обезбедувањето на модерна диагностика за младите пациенти, бидејќи секое дете заслужува најдобар можен третман. Генералниот директор на ТАВ Неџат Курт кажа дека оваа донација е дел од долгорочната посветеност на компанијата да биде партнер на општеството и двигател на позитивни промени. Денеска не донираме само опрема, туку и поддршка и грижа за најмладите, рече Курт. Во општина Центар се одржа серија едукативни посети на ученици од повеќе општински училишта во рамки на наставната тема локална самоуправа. Градоначалникот Горан Герасимовски на четврто оделенците им ја доближи работата на општината и начинот на кој функционира локалната самоуправа. Им објасни и како се донесуваат и реализираат одлуките што го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните. Децата внимателно ја следеа презентацијата и со голем интерес поставуваа прашања за надлежностите и работата на општината.
Денеска од Автокоманда започна голема есенска акција на јавното комунално предпријатие Газибаба за чистење и уредување на јавните површини. Во рамки на акцијата ќе се чистат улиците, се кастрат дрвјата, се собираат лисјата, се уредуваат зелените површини и се подига комуналниот отпад. Вработените во комуналното предпријатие апелираат до граѓаните да се подигне свеста за правилно одлагање на отпадот. Со цел да се обезбеди проточност на каналската мрежа, од почетокот на годината досега исчистени се околу 23 километри отворени одводни канали, што се наоѓаат на територијата на Илинден, јавија од општината. Со редовното одржување на каналската мрежа се овозможува непречен проток на атмосферските води, се спречува настанувањето на поплави и се обезбедува чиста животна средина, која е еден од условите за квалитетен живот на населението. На површина од 400 квадратни метри во спортско-рекреативниот центар Македонија во општина Бутал се изгради ново детско игралиште. Покрај ова реконструиран е и малиот плоштад, а поставена е и нова урбана опрема, нова ограда и ново осветлување, информира од општината. Оттаму известија дека во населеното место Радишани е изградено ново корито на реката Серава, пешачка патека, фудбалско игралиште со висококвалитетна вештачка трева, баскет игралиште со специјална подлога, детско игралиште со мека подлога, фитнес зона и нов парк.